Волонтер во Турција ја прими првата тест доза за потенцијалната вакцина против коронавирусот, развиена на Турскиот универзитет во Ерџијес, јави агенцијата Анадолија. Станува збор за потенцијална вакцина развиена во Центарот за истражување и развој на вакцини на Универзитетот во Ерџијес, а која се произведува од компанијата Кочак Фарма. Турското министерство за здравство од почетокот го поддржува тој проект кој се спроведува во рамките на домашните турски ресурси. Со апликација на првата доза започна првата фаза на тестирањето на ефикасноста на потенцијалната турска вакцина. Германската полиција спроведува акции во рамките во кои се претресуваат станови и други простории. АФП објави дека акцијата е поврзана со терористичкиот напад во Виена. Ден предходно германскиот министер за внатрешни работи ги предупреди претениците дека Германија е во голема опасност од напади поврзани со радикални исламисти, како и дека има врска меѓу терористите од Виена и Германија. Хорст Зехофер посочи дека оваа година се забележени само 3 терористички напади со исламистичко потекло во Германија, како и дека извршителот на нападот во Виена во понеделникот имал контакти со припадници на исламистичката сцена и во Германија. Преку случајот во Виена ние исто така имаме врски со потенцијално опасни исламисти во Германија, рече Зехофер, не наведувајќи детали. Поради загрижувачкото ширење на коронавирусот во Данска, особено на фармите за одгледувањето куни, Велика Британија воведе задолжителна самоизолација за сите патници кои што доаѓаат на островот од таа земја. Патниците што доаѓаат во Велика Британија од Данска од денеска во 4 часот наутро мора да одат во самоизолација 14 дена, во согласно со законот за ограничување што моментално е во сила во нашата земја. Оваа мерка е подеднаква во интереси на луѓето кои моментално се наоѓаат во Данска и граѓаните на Велика Британија. Поради тоа, итно реагираме за да ја заштитиме нашата земја и да спречиме ширење на коронавирусот од Данска, изјави министерот за транспорт на Велика Британија Грант Шапс.